Гостин во студиото на Република е лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мисковски. Добро дојдовте во Република. Добар ден и добро ве најдов. Денеска е 1 мај, денот на трудот. Неизбежно прво прашање е македонскиот работник. Какви се правата на македонскиот работник? Сметате ли дека има некакво подобрување на работничките права во земјава низ годиниве и што му недостига најмногу на македонскиот работник? Не само во кампањата, туку и во оној период пред кампањата имав можност да разговарам и лично да слушнам сведоштво од голем број наши работници, односно граѓани на Република Македонија, кои што работат во различен дел од индустријата, но и во администрацијата, во другите компании. Генерално преовладува заедничко мислење кај сите дека ситуацијата е катастрофална, дека потешко никогаш не било. И ова не го зборувам само како председател на опозицијата, па еве да ја критикуваме владата затоа што треба да ја критикуваме, туку навистина сведочењата на работниците се навистина траурни околу амбиентот во кој што работат, условите во кои што работат, заплатата за примањата и воопшто не сакам ни да разговарам, тие се под било кој пристоен човечки минимум. Така што сето она кое што беше ветувано од страна на Зоран Заев во предизборието на оние предвремени парламентарни избори во 2016 година, за време на оние локални избори во 2017 година, останаа само празни ветувања, празно слово напишано на хартија. Се сеќавате на оној помалку комичен учебник наречен Живот. За жал од животот ниту жена има, туку пекол стана во Република Македонија. Целокупната состојба генерално на работниците е лоша, но исто она што повеќе ме загрижува е што генерално синдикалната организација, синдикалното организирање, оној пркос, оној револт кој што треба да произлезе од синдикалните организации, никаде не го гледам. Дали можеби одлучија или па некој применувајќи непринципиелни, неконвенционални методи некако ги заспа синдикатите, или што се случува, наистина не можам да кажам, но оној кој што треба да биде авангард, оној кој што треба да ги брани и застапува работничките права, тоа се синдикатите. Јас веќе 2 години не сум слушнал буквално никаква активност, со исклучок на синдикатот за образованието, кој што имаше неколку обиди за неколку собери и протестни маршови во Република Македонија, кои што и тие гледаме прекина, но сето она кое што ја ги поврзува работниците во индустријата, синдикатот никаде го нема, ниту некаква активност има, ниту пак сум слушнал некаква изјава од страна на тие луѓе кои што ги водат синдикалните организации. Она кое што го знам се сведоштва кои што стигаат до мене е дека власта преку сопствени инсталации прави груб упад во тие синдикални здружувања и на тој начин се обидува да го контролира на незадоволство кое што тлееме и работниците, но сепак не треба да очекуваме, доаѓаат подобри времења. ВМРО ДПМН победува на претседателските избори, ВМРО ДПМН ќе победи на предвремените парламентарни избори, деспотот е на колена и тогаш ќе дојдат подобри времења и за работниците, но и за сите граѓани во Република Македонија. Реални ви беа тие ветувања кои ги слушавте од 500 евра плата за македонскиот работник и дали мислите дека вие, доколку дојде до предвремени парламентарни избори и дојдете на вас, може да дојдете до некоја таква цифра која што зборуваше Заев? За мене ниту едно ветување од страна на Зоран Заев не било реално и тогаш, денеска само се потврди моето сомневање тогаш дека сум бил во право. И навистина немам што да коментирам повеќе ветување на политичар кој што често пати се коцка со вистината и најчесто не ја говори вистината. Се обидува или да манипулира или да зборува нешто сосема различно од вистината, така што не би имал што да додадам на она што порано веќе сум го коментирал околу неговите ветувања. Тие се празни ветувања и служат исклучиво за една намена, таа е да се што подолго остане на тие фотели, за пусти пари, за пуста власт и така натаму. Но она кое што ВМРО ДПМН го има зацртано како агенда во сопствените активности е како во иднина да го направи животот на нашите сограѓани поквалитетен. Се разбира дека ние не можеме да излеземе со програма која што ќе понуди 100% решавање на сите проблеми на нашите сограѓани, но истовремено можам да кажам дека ќе излеземе со програма која што е невидена досега и која што ќе понуди решение за најголемиот дел од проблемите на нашите сограѓани. Јас не би навлегувал во нумерички податоци од типот X евра, Y евра плата просечна, ќе сториме се, не само 500, зашто не и повеќе. Повеќе 100 евра плата да биде просек во Македонија, затоа што нашите сограѓани заслужуваат поинаква реалност и заслужуваат поинаква држава од таа која што е сега.
Денес имав можност да прочитам една статија на веб порталите дека просечните плати галопирачки растат во земјите од Источна Европа поради тоа што голем дел од квалификуваната работна сила мигрира во западноевропските земји и како пример се земени соседна Бугарија, потоа е земена Романија, Унгарија, Полска, Хрватска и така натаму. Така што она кое што беше ветување од страна на Зоран Заев остана празно ветување, нема ништо тоа, додека пак источноевропските земји, вклучително и нашиот сосед Бугарија, работат на тоа како луѓето да си ги задржат, високо квалификуваните луѓе да си ги задржат во сопствената држава. Она што можев да го забележам е дека просечните плати во тие држави растат од 8 до 12% на годишно ниво, што навистина е исклучително квалитетен податок. Да речеме во Романија ми остана во сеќавање лекарите, општите лекари, матичните лекари познати кај нас се некаде околу 2000 евра плата. Поточно мислам дека беше помеѓу 1860-1920 евра плата. Медицинските сестри се некаде до 650-700 евра просечна плата, за да не ја напуштаат државата. Што значи дека можело, доколку си има јасен план, јасна методологија која што може и да се примени. Но за жал, овие авантуристи, политички измамници кои што се денеска реалност во Република Македонија, покажа и докажа дека нивниот збор воопшто не тежи, односно нивниот збор има само една намена, тоа е како да се дограбат до тие пусти пари, таа пуста власт. За среќа на граѓаните, повторно ќе кажам, доаѓаат подобри времења, доаѓаат политичари кои што ќе бидат помеѓу граѓаните и заедно со граѓаните ќе работат за доброто на оваа држава и за подобрување на условите на живот, се разбира.